Екипата на утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро секој утро. Ова утро се наоѓа во Старскиот дом Мајка Тереза и ќе зборуваме за она што се случува овие два дена, односно на 2 и на 3 април, а тоа е пред Великденскиот базар, а се по повод на предстојниот христијански празник Великден. Ова утро разговараме со раководителот на Старскиот дом Мајка Тереза, господинот Јорданчо Јосифов. Добро утро. Ви благодарам што ги отворивте портите за нас, иако базарот денес започнува официјално во 14 часот. Почнате вчера, меѓутоа денеска е вториот ден. Да ни кажете малку за идејата, за она што се случува овие два дена во Старскиот дом Мајка Тереза. Вчера и денеска буквално го празнуваме празникот на креативноста. Го празнуваме животното и креативното искуство на нашите корисници кои што изработија најразлични производи со великденска тематика и сето тоа го изложуваме пред јавноста со цел да направиме презентност, да направиме видливост на нашата работа и нашите производи. Што се има на програмата овие два дена? Имате културна програма, културно-забавен програм, значи имате и учесници, може малку да ги информираме гледачите што се случува овие два дена. Вчера денот одлично ни започна, отварањето следеше со хорот Фрида на Сузана Турунџиева, прекрасен настап, инспиративен настап и буквално ја крена публиката на нозе, а потоа настапи Јаков Дренковски. Се врати на нашата сцена, наш драг пријател. За денеска е предвидено гостувањето на ансамбл Македонија и чекам уште 2-3 имиња кои што нема сега да ги откријам, кои што чекам да дојдат и да ги изненадат самите корисници и самите гости. Покрај културно-забавниот дел, нели изложени се нашиве производи, изложуваме се она што нашиве корисници во текот на годината ќе го изработат. Тука имаме плетени работи, имаме декоративни декорации со великденски мотиви, нашите познати торби од коноп. Имаме се она што го изработиле вредните раце на нашите корисници и кориснички. Вториот ден исто така се одликува со тоа што исто како и вчера и денеска ќе биде изложена дел од храната која што остана од вчера, тоа се храната изработена од учениците на средното училиште на град Скопје, Лазар Танев, кои што традиционално ни помагаат и изработуваат храна по традиционални рецепти кои што излегуваат од проектот Кујната на баба. Сето тоа ќе биде изложено пред јавноста. Благодариме до вас како медиум кој што го покривате настанот медиумски и со тоа постигнуваме поголема видливост на целата работа во домот. Во разговорот ќе ни се приклучи и Мирослава Богатинова, која што е долги години живее овде во Старскиот дом Мајка Тереза во Скопје и секако е вклучена во креативната работилница, каде што се изработуваат овие преубави хеклани и плетени производи. Со незините две вредни раце, верувате, се направени на вистина голем број на производи кои што се наменети за овој великденски базар. Мирослава, добро утро. Ви благодарам што сте ова утро дел од нашата програма. Ајде да ни кажете малку за базарот кој што трае два дена, како вие го гледате од ваша страна. Добро утро за вас и за вашите гледачи. И ве благодарам што дојдовте и не посетивте на овој убав ден по повод Христовото воскресение. Во работилницата работиме се што треба за Великден да се направи и например кошнички за јајца, имам зајак, имам зајчица, сплетено зајци, тоа поврзано со Великден. Имам изработено и многу шалови, уствари се што е плетено, освен едни патичења за деца, друго се јас сум. Да, овдека гледаме и венчиња, и корпи, и зајчиња, како што кажавте, тоа се, меѓутоа, се тоа со помош на останатите кориснички, така? Јас само сум го плела, нема помош. Браво. Се што е плетено, освен тие патичења, што ги има плетено друга корисничка, се сум плетела јас. Занаетот, Мирослава, од кого го учевте на плетење? Кој ве научи да плетете? Во фамилија имаме начин како да се оспособиме да го живееме животот, да си имаме домакинства, да си имаме што да јадеме, зашто јас сум од многу сиромашна фамилија. Мене ме учеле. Покрај тоа, што сакам да бидам кога ќе пораснам, дека покрај учењето мора да научам и занает. Јас
баба ми ме гледала како работиме, 8 братучетки сме, мене ми рече да се определам за плетење. Друга братучетка има за везење, третата има за шиење и сите имаме занает, и машките имаат занает. Сега, значи, вашиот занаед со плетење, успешно го имплементирате овде во Старскиот дом Мајка Тереза, ова се преубави на вистина рачни изработки. Дали сте задоволни од базарот, како поминува овие 2 дена, од посетеноста и од културно-забавната програма што ја има? Да ви кажам право, јас сум воодушевена од тоа се. Нарочито сум воодушевена од хорот Фрида. Така ме развесели, душата ми ја наполни, да, со радост, ми даде енергија за да живеам покрај овие 88 години што ги имам, ми даде и за кога се шалам, викам ја ке живеам до 115, како некој прадедо што живеел, ама со кога ја слушнав Фрида, реков, ме чепкаат пријателките околу мене и ја викам, не, ја до 150 ке живеам со Фрида, ако сега слушам и понатаму. Ви благодарам многу. Останува следно да изработите, еве, можеби некое венче за нашата главна Фрида за сузе. Па нема проблем. Мара Кленчарова е една од учесничките во Великденскиот базар во Старскиот дом Мајка Тереза. Тетка Мара, добро ви утро. Кажете ми вие како придонесовте за овој Великденски базар да изгледа вака величествено? Па за овој базар така придонесов нешто, тука беме група собрани, па припремаме овака овие што се кошнички, рачки му ставаме, бројки, а инаку домашно имам сплетено и некои други работи, например калци плетам, чорапи плетам и така. Како сте задоволни од она што се случува овие 2 дена? Од овие 2 дена многу сум задоволна. Се менуваат нашите мисли, не сме се усовета таму, мада и времето не помага за шетање, ама еве раководителот се постара за базар да се направи, па и одлична програма. Да имаме одлична програма. И господинот Веселин Стоевски, како за крај на овој Великденски базар, е главен за одржување на хортикултурата во Старскиот дом Мајка Тереза. Чичко Веселин, добро ви утро. Кажете ми која е вашата функција, вашата работа на овој Великденски базар? Јас овдека сум примен вака и сакам да одржавам зеленилото, например, дрва кроем едно друго тука и си имам пред моја барака, светиње насадено све. Само одржавам тоа. Кој милуе може да работи, иначе треба да се работи. Навистина изгледа преубаво дворот кога ќе се стаса, видов зумбулчиња, видов веќе некои цвеќенца, јако денеска времето е малку облачно, ама вие сте убаво расположени, се гледа дека убаво го негувате сето тоа. Кажете ми како сте задоволни од Великденскиот базар овие 2 дена, што се случува кај вас? Па добро, ја тука помагав, тука нешто кроев, сечев, така. Мислим, сечев овие, тоа друго не. Тоа што беше потребно? Да, што ми кажа, тоа работи.